Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. На почетокот насловите. Над 65.000 прекршоци за само 12 часа, регистрираа камерите на Safe City. За сега само опомени. Од јануари и парични казни за возачите. Беким Сали, вице-премиер и министер за евроинтеграции. Мухамед Хоџа за животна средина. Предлогот доставен до собранието. Хоспитализираните ученици од Димо Хаџидимов пуштени дома. Сите 4 деца се во добра здравствена состојба. Родителите со допис до директорката бараат зголемување на хигиената. Собственикот на Дурмо Турс повторно не се појави на издржување на 10-годишната затворска казна. Закажал нова операција. ДПИ со засилени контроли во угостителските објекти пред празниците. Ќе преземе мерки и санкции согласно законите. Стартуваше едномесечниот тест период на системот Безбеден град. За само 12 часа регистрирани се 65.000 сообраќајни прекршоци. Дури 2.800 возила поминале на црвено. Казни за сега нема, но илјадници опомени се веќе испратени до несовесните возачи. Нема да има толеранција за прекршување на правилата за ниту еден возач, а за почеток ќе се казнува за брзо возење, минување на црвено и непрописно паркирање. Дејан Трајковски со деталите. За само 12 часа откако функционираат камерите на Safe City уловиле неверојатни 65.000 прекршоци, од кои 2.800 се возачи кои поминале на црвено светло, а 1.000 возеле низ Скопје нерегистрирано возило, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ова алармантна бројка според него ја потврдува неопходноста и оправданоста на системот, со кој очекува значително подобрување на сообраќајната култура. Во првите 12 часа од пробното функционирање на системот беа регистрирани неверојатни 65.000 прекршоци, од кои за поминување на црвено светло 2.800 и нерегистриран автомобил 1.000. Ова алармантна бројка уште еднаш ја потврдува неопходноста и оправданоста на системот, од кој очекуваме значително подобрување на сообраќајната култура, зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот и намалување на штетите и жртвите на патиштата. Декември ќе биде само предупредувачки месец за несовесните возачи, од кои дел веќе и добија опомени преку пораки, а некои затоа што само за 2 км на час ја надминале дозволената брзина. Пробниот период за возачите истекува на 1 јануари, а по овој рок наместо опомена, во порака ќе им пристигне казна со записник и платен налог. Во почетниот период ќе се евидентираат сообраќајните прекршоци како управување на возило со брзина поголема од дозволената, минување на црвено светло, изминат рок на важност на сообраќајна дозвола и непрописно паркирани возила, а во следната фаза од проектот планирано е проширување на видот на сообраќајните прекршоци, што ќе ги регистрира електронскиот систем. На скопските улици на кои често се прават прекршоци, меѓу нив и за пребрзо возење, денеска можеше да се забележи спротивното, голем дел од возилата се движеа со помала брзина, но имаше и многу такви кои останале со старите навики. Сообраќајните навики до првите казни веројатно ќе останат. Добар дел од возачите кои ги забележавме денеска ќе ги добијат предупредувачките пораки. Граѓаните со поделени мислења, дел сметаат дека Safe City ќе донесе побезбеден сообраќај, други пак се уште се скептици, но едногласни се дека само казни бија промениле сообраќајната култура. Да, забележувам дека повално, да. Мислам дека ова многу кратко, кај нас тешко се влегува на ред. Се надевам ќе придонесе, меѓутоа останува се до совеста на граѓаните. И ова што е со казнувањето дека треба да не опамети малце, сите, не само возачите, него и пешаците и општо целиот народ, сите, ако нека ги снимаат. И треба, за да бидеме како што треба и да биде државата како што треба, и треба така да биде. Сигурно, ако има казнувања, сигурно ќе биде. Само казните ќе не опаметат, ништо друго, да. Во светот одамна така функционира. Кај на све е знак прашање. Многу е голем проблемот, и со сообраќајот, и со паркирањето, и со градот. Треба некоја
по-голема реконструкција на све. Од 1 јануари, кога почнува казнувањето, возачите како и досега доколку платат во рок од 8 дена ќе намалат изречената глоба за половина. Доколку рокот истече, се добива нов 8-дневен рок за плаќање на целата глоба, па ако и тој период не се испочитува, следува постапка за извршување. Предложените имиња на испразнетите министерски места и вице-премиерското доставени до собранието. Беким Сали, освен прв вице-премиер, е предложен и во ресорот евроинтеграција, а Мухамед Хоџа за министер за животна средина. Муртезани ќе биде разрешен на следната пленарна седница, информира од собранието. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Нов вице-премиер и министер за европски прашања ќе биде Беким Сали, а министер за животна средина и просторно планирање Мухамед Хоџа. Од владата за Канал 5 потврдија дека ова се предлозите кои ги добиле од коалицијскиот партнер Вреди, кои веќе се доставени до собранието. Досегашниот министер за евроинтеграција Орхан Муртезани ќе биде разрешен на првата наредна собраниска седница, а именувањата на ново предложените министри, кога ќе се најдат на дневен ред, дополнително ќе се утврди. Велат од собранието. Беким Сали доаѓа на вице-премиерското место на Изет Меджити, кој стана градоначалник на општина Чаир, а раководеше и со Министерството за животна средина. Пред неколку дена тој за медиумите изјави дека сега се пополнуваат испразнетите места во владата и дека не станува збор за владина реконструкција, а ги потврди имињата на Сали и Хоџа. Останува нејасно кој ќе седне во испразнетото заменик министерско место за одбрана и дали и кога ќе има промени во други министерства со кои раководи Вреди. Предходно во медиумите се појави информации дека актуелниот министер за здравство Азир Алиу ќе биде нов директор на Агенцијата за електронски комуникации. Дел од информациите беа и дека во Министерството за социјална политика Хашим Муртезани треба да го замени актуелниот министер Фатмир Лимани, а Орхан Муртезани да замине како амбасадор во НАТО. Премиерот Мицкоски деновиве беше дециден дека Вреди нема да добие ресор плюс во владата, туку кандидатот за вице-премиер ќе биде воедно и министер. Освен имињата за места од Вреди, премиерот Мицкоски најави и подлабока владина реконструкција по Конгресот на ВМРО ДПМН, кој ќе се одржи викендов во Кавадарци, а после кој ќе се знае дали ќе има промени и кај некои од министрите од ВМРО ДПМН. Од опозицијската СДСМ продолжија со серијалот пресконференции за скандали поврзани со власта. Обвинија дека поранешен вработен во УБК и сведок за уништување опрема е вториот вработен во фирмата што добила тендери од 9 милиони евра. Од ВМРО ДПМН пак и денешните тврдења ги оценија како спинови и конструкции. Јана Јосиповска со повеќе детали. Поранешен вработен во УБК и сведок за уништување на опрема е вториот вработен во фирмата што за 6 месеци добила државни тендери во вредност од 9 милиони евра, обвинија денеска од СДСМ. Според опозицијската партија, станува збор за известен Глигор Поцев, кој во минатото бил дел од управата за безбедност и контраразузнавање и бил сведок во предметот тврди на Таргет, кој се однесува на уништување на опрема за масовно прислушување во, како што тврдат, времето на Сашо Мијалков. За СДСМ е загрижувачки што фирмата во која тој сега работи склучила рамковна спогодба со владата за софтверски лиценци за виртуелна платформа. Поцев, почитувани, бил сведок во случајот Таргет тврдина за уништувањето на опремата за масовно прислушување, како вработен во управата за безбедност и контраразузнавање во периодот на Сашо Мијалков. А токму последниот договор со владата и оваа фирма е рамковна спогодба за софтверски лиценци за виртуелна платформа. Како тоа лица, кои биле дел од разузнавачки структури, кои директно или индиректно се поврзани со процеси за уништување на опремата за прислушување, сега се пак во игра за милионски тендери за софтвери. СДСМ стигна до тоа дереже да држи пресови кој и каде е вработен во приватни компании и тоа да го представува за наводен скандал, реагираат од ВМРО ДПМН. Тврдењата од опозицијата ги оценија како спинови и конструкции и им порачаа да погледнат во сопствените редови и нивните, како што велат, коруптивни и криминални дејствија.
За да не биде скандал, СДС да појасни дали тој човек не треба да работи во таа фирма или не треба да работи никаде. Вчера тврдеа дека прво вработениот во споменатата фирма бил роднина на Дим Чарсовски и откако спинот им заврши на буниште, смислија нов спин за да се себе оправдаат. За подсетување во продолжение ги подсетуваме на безбројните афери чии носител СДС и нивниот лидер Венко, како Шпанско село 2, каде Филипче се стекна со огромен имот наводно, сомнителните тендери во Рек Битола и ЕСАМА за набавка на јаглен од која фирма. Исто така Филипче профитирал и тоа на поклон добил луксузен джип Ауди Q8. На вчерашната прва од најавените пресконференции, од СДС му објавија дека фирмата Digital One, формирана во август лани со 20 вработени, од мај годинава досега добила 6 тендери вредни скоро 9 милиони евра, од кои 4 преку генералниот секретаријат на владата. На пресконференцијата реагираше и поранешниот портпарол на ВМРО ДПМН, Дим Чарсовски, кој беше споменат како роднина на сопственикот на фирмата. Тој негира било каква поврзаност со фирмата и побара јавно извинување, но од СДС му одговорија дека немаат таква намера. Реформските закони од планот за раст доцнат и треба да бидат донесени што поскоро, порача од граѓанскиот сектор на денешната седница на меѓупартиската група за следење на реформската агенда. Од владеачкото мнозинство побара од пратениците од опозицијата да ги поддржат реформските закони и да гласаат за нив, а не само декларативно да се залагаат за евроинтеграција. Детали од Афродита Рамос. Ако сите декларативно велиме дека се залагаме за евроинтеграциите, тогаш пратениците од опозицијата да не бидат воздржани, туку да гласаат за реформските закони кои се потребни за спроведување на истите тие реформи. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски со апел до опозицијата да покаже поголема кохезија во собранието за реформската агенда, која е обврска за влез во ЕУ. Политички би било многу покоректно кога ние ги гласаме овие закони, а се дел од европската агенда, а претениците од опозицијата се присутни во собраниската сала, да не се воздржуваат од гласање, туку да гласаат за. Ни предстоат уште добар дел на закони за кои што, како што спомна господин Трошановски, се е добиен, условно кажано, грейс период. Представници од опозицијата се согласија со констатацијата дека напредокот во реформската агенда ни е мал, бидејќи немаме консензус за нивното спроведување, но вела дека нивните обиди за јавни дискусии и расправи во собранието биле одбиени, па реформските закони изгледаат како чедо на власта. Кога вие ќе дојдете со решение без при тоа да има соодветен простор за дискусија или подобрување, затоа што доаѓа од опозицијата, сметам дека навистина стануваат првите проблеми и реформската агенда изгледа како чедо на тие кои што се на власт. Од граѓанскиот сектор предупредуваат дека доцниме со роковите кои сами сме се ги одредиле за исполнување на основните реформи и посочија дека грейс периодите дадени од ЕУ не смееме да ги злоупотребуваме. Имавме најава пред минатата недела од вице-премиерот Фетај дека кривичниот законник во одреден формат до крајот на година може да го очекуваме, но и другите закони на кои што се чека во делот на судството, пред се, каде што има релативно голем застој, би рекол, мораме и немаме изговори да не ги имплементираме. На денешната седница на меѓупартиската група за следење на реформската агенда и берлинскиот процес, освен за неисполнетото оваа година, членовите зборуваа и за позитивните чекори за доближување до ЕУ, меѓу нив за очекуваното укинување на роамингот за Западен Балкан до средината на 2026 година, пристапувањето кон СЕПА, како и интензивирање на иницијативата за заеднички регионален пазар. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски од денеска до среда престојува во работна посета на Брисел. Предвидените средби ќе бидат посветени на евроинтегративниот процес на државата, а Муцунски ќе учествува и на состанокот на министрите за надворешни на земјите членки на НАТО. Во рамките на посетата, министерот Муцунски заедно со министерот за европски прашања Орхан Муртезани ќе оствари средба со високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас. Средбата се одржува во контекст на континуираната посветеност на земјата кон европскиот интегративен процес и заедничката заложба за унапредување на партнерството со Унијата, особено во областите на безбедност и одбрана.
На покана на генералниот секретар на НАТО Руте, министерот Муцунски в среда ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни на земјите членки на НАТО во седиштето на Алијансата во Брисел. За време на посетата предвидени се низа билатерални средби. Пензионери протестираа пред Уставен. Побараа да остане линеарното зголемување на пензиите. Те пензионери да бидат единствени, не да бидат поделени на богати и на сиромашни. Учениците од Димо Хаджидимов, кои беа хоспитализирани на детската клиника, се пуштени на домашно лекување. Нови случаи со труење од мусаката од училишната кујна и норовирус нема. Кујната е дезинфицирана, но дел од родителите не ги пуштаат децата на настава. Преку петиција бараат подобрување на хигиената во училиштето. Сања Трајковска-Ставров. Сите 4 дечиња од Димо Хаджидимов кои имаа потешки симптоми на гадење, стомачни тегоби и температура, поради што повеќе денови минаа во болница, веќе се испишани од собите и се пуштени на домашно лекување, потврдува за Канал 5 директорот на детската клиника Реджеп Мемеди. Нови случаи на труење со храна од мусаката и норовирус нема. Сите 4 деца се во добра здравствена состојба, значи после добиениот медицински третмани и соодветната нега, нивната состојба значително се подобри и денеска се пуштаат дома сите 4 деца. Во меѓувреме, дел од родителите на учениците кои велат дека полесни симптоми имале над 180 деца од Димо Хаджидимов не сакаат да ги пуштат учениците на настава, додека не се исполнат нивните барања, за како што велат институционални образложенија и документација дека училиштето е чисто и нема зарази што можат да го загрозат здравјето на нивните најмили. Иако не сакаат да говорат јавно, до Канал 5 испратија допис кој го доставиле и на директорката на училиштето, на кој се потпишале голем број на родители, во кој меѓу другото стои и дека децата досега немале основни услови за лична хигиена, како сапун и тоалетна хартија. Освен повторно земање на примероци од кујната и просториите во склоп на училиштето од страна на надлежните, родителите бараат и план на хартија за ефикасно одржување чисти простории и задолжително подигнување на хигиената на задоволително ниво согласно современи стандарди и прописи, а не како досега училиштето да биде извор на зарази, стои во документот. Директорката на училиштето Лела Николовска по споделените барања на родителите не беше достапна за коментар, но претходно во изјава за Канал 5 тврдеше дека во делот каде што учениците посетуваат настава, досега се направени и редовни, а и вонредни дезинфекции, како и дека во наставата немало прекини. Таа каже и дека за кујната која е затворена со пломба од надлежните и сега не работи, училиштето нема надлежност да постапува, бидејќи посебниот објект што функционира како магацин и кујна е на фирма, економски оператор кој е давател на услугата топол оброк, кој е под кирија. Досега од надлежните кои испитуваа мостри, освен во мусаката најдоа фекални бактерии на чешми, но според анализите на Институтот за јавно здравје се утврди дека водата не била извор на зараза и е безбедна за пиење. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека за сега се уште ги чекаат сите останати резултати, пошто ќе одлучат дали училиштето и фирмата која обезбедува топол оброк ќе бидат санкционирани. Пензионери од повеќе градови протестираа пред Уставниот суд против најавите за укинување на линеарното зголемување на пензиите. Побараа да нема поделби меѓу примателите на пензија и најавија дека ќе продолжат со протестите и пред Канцеларијата на Европската унија во Скопје. Протестот го следеше Маја Стојановска. Со барање да продолжи линеарното зголемување на пензиите, пензионери од повеќе градови излегоа на протест пред Уставниот суд. Реагираат на најавата дека судот ќе оценува уставноста на членот од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој се регулира линеарното усогласување на пензиите. Председателот на иницијативниот одбор Зоран Трајков порача дека пензионерите не смеат да бидат поделени и дека со процентуалното зголемување би се продлабочил јазот меѓу најниската и највисоката пензија, кој според него би достигнал со однос од 1:7. Присутните најавија дека протестите ќе продолжат пред повеќе институции, а следната локација ќе биде Канцеларијата на Европската унија во Скопје. Барам да бидат сите пензионери да бидат единствени, не да бидат поделени на богати и на сиромашни. Нашата борба денес не е само за оваа група пензионери што се.
него за идните генерации кои ќе бидат пензионери, кои ќе бидат, да бидат со чест и достоинство да бидат. Да немат утре да се десе, да немат корка леп да јадат, лековите да не може да си ги купат. Темелните вредности треба да ги почитуваме од државата. Тие темелни вредности треба Уставниот суд прв да ги примени. Член 8, став 8. Сите закони, сите досега донесени правилници не се користат во корист на граѓаните, во корист на сиромашниот пензионер. Пензионерите минатата година, како и годинава во март, добија линарно зголемување на пензиите од по 2500 денари. Во септември на картечка добија уште по 1000 денари, а следната година во март треба да има ново согласување од 1000 денари. Од Уставниот суд претходно информираа дека за членот 2, со кој линарно се зголемуваат пензиите, се уште нема конечна одлука. На седница бил изразен сомнеж во неговата уставност, но постапката продолжува. Судот нема да ги разгледува претходните две зголемувања од по 2500 денари, а за новото усогласување и понатаму се пребираат мислења. Директорот на фондот на ПИОМ Никола Мемов пак изјави дека според него линарното зголемување на пензиите било исправен чекор, со оглед на тоа што трошоците за живот биле зголемени за сите подеднакво, но дека Уставниот суд оној што треба да го даде конечниот став. Собственикот на Durmo Tours, Durmiš Beluli, не се појави во затворот Идризово, каде што требаше да почне да издржува затворската казна од 10 години за страотната сообраќајна несреќа кај ласкарци. Белули добил уште едно одложување за издржување на казната повторно поради операција на кила и во затворот ќе треба да се пријави на 17 декември. Здравко Димитров. Газдата и правообвинет во случајот Durmo Tours, Durmiš Beluli и по трет пат доби одложување на издржувањето на 10-годишната затворска казна. Иако предвидено за денеска, тој не се појавил во затворот Идризово, како и во последните 7 месеци, колку што поминаа од правосилната пресуда. Тој повторно поднел и добил пролонгирање поради неопходна хируршка интервенција на кила, овој пат на другиот тестис. Според судот во Гостивар, сега Белули на затворска капија треба да се јави за околу 2 недели, ако дотогаш повторно не побара и не добие ново одложување. Барањето да се одложи издржувањето затворска казна поради здравствени компликации на обвинетиот Durmiš Beluli е поднесено на ден 28.11.2025 година и истото е одобрено. Тој ќе треба да се појави во КПУ Идризово и да започне со издржување на казната на ден 17.12.2025 година. Издржување на казна од 10 години требаше, но не почна и второ обвинетиот во случајот Durmo Tours Ремзи Мифтари, кој 10 дена е во бегство и е недостапен за органите на прогон. И тој цели 7 месеци поради идентични здравствени проблеми како и Белули го одложуваше одслужувањето на казната, а сега полицијата го бара со централна потерница. Според проценките на надлежните, тој се уште се наоѓа во државата, бидејќи при проверките кои ги направиле, не бил регистриран негов излез на некој од граничните премини. На 9 мај апелациониот суд Скопје на газдата Белули повеќе од двојно му ја зголеми затворската казна, од 4 на 10 години. На Мифтари пак од 6 на 10 години затвор. Двајцата беа осудени за автобуската несреќа во 2019 година кај Ласкарци, во која загинаа 16 патници, а над 30 беа повредени. Во пресрет на новогодишните празници ќе се спроведуваат засилени инспекцијски контроли во угостителските објекти, најавуваат од Државниот пазарен инспекторат. Целта е спречување на нерегуларности во работењето, но и обезбедување заштита на гостите. Предвидени се и санкции за оние кои нема да ги почитуваат законите. Сандра Спасовска со детали. Пред новогодишните и новогодишни веселби под лупа на пазарните инспектори, во период кога се очекува значително зголемен број на прослави, Државниот пазарен инспекторат најавува засилени контроли во угостителските објекти, пред, но и за време на празниците. Особен акцент ќе биде ставен на потребата од почитување на дозволениот број на гости во објектите, работното време, но и одредбите од Законот за заштита од пушење. Целта од инспекторатот велат е да се спречат нерегуларности во работењето и да се обезбеди заштита на сите гости. Апелираме до угостителите да постапуваат совесно и да ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат на нивно работење
особено во делот на дозволениот број на гости, работно време, присуство на малолетници, како и законот за заштита од пушење и секако сите други одредби. Државниот пазарен инспекторат соодветно ќе реагира за непочитување на законските обврски и ќе преземе мерки и санкции согласно законите. Од пазарен апелираат угостителите да ги почитуваат законските одредби. Во спротивно, во зависност од законот, велат може да се соочат со казни од 1000 па се до 5000 евра, а за одредени прекршувања на законите може да добијат и забрана за вршење на дејност во рок од 30 дена. Нови 38 заболени со ХИВ-СИДА се регистрирани од почетокот на годината во земјава. Најголемиот дел од нив живеат во Скопје, а само едно лице од новорегистрираните случаи е жена. 8 лица годинава починале од ова заболување. Јорданчо Цветановски. Секој трет заразен со ХИВ-СИДА во земјава не знае дека го носи вирусот во себе. Поради тоа многу е важно болеста да биде детектирана во почетната фаза, велат од Сдруженијата за поддршка и помош на луѓето кои живеат со овој вирус по повод Светскиот ден за борба против сидата. Во земјава оваа година има 38 новодиагностицирани, а целта на Сдруженијата е вирусот да биде што порано откриен, со цел пациентите навремено да почнат со лекување. Сите кои си диагностицирани во моментов примаат терапија и мнозинството веќе го победиле ова заболување. Податоците покажуваат дека 90% од диагностицираните ХИВ случаи се ставени на терапија, а 95% од нив имаат успешен третман, односно 95% имаат потиснат вирус. Се проценува денес дека во Македонија има околу 700 случаи на ХИВ позитивни, од кои што 30% не се диагностицирани. Сето тоа на некој начин го продолжува тивкиот пренос на вирусот и го отежнува контролирањето на самата епидемија. Иако земјава има ниска преваленца на пренос на вирусот, тоа не значи дека нема проблем. Недостигот на јавни кампањи, според познавачите, е причина што дел од младите не се доволно запознаени за опасноста на сексуално преносливите болести. Она што често го гледаме е дека да, има и зголемена свесност кај младите, да речеме, за ХИВ, меѓутоа тоа најчесто за жал доаѓа преку поп културата, не знам, преку серии, не знам, ток-шоу и така натаму на социјалните медиуми, а не на еден издржан систематски начин кој што ќе осигура дека сите млади во нашата земја имаат еднаков пристап до квалитетни информации. Како што беше истакнато на Националната конференција за ХИВ, голема важност за надминување на епидемијата на сексуално преносливите болести. Покрај раното тестирање и диагноза, потребно е и одржливо домашно финансирање за превенција, како и подобра национална координација за комплетно усогласување со глобалните цели, да се стави крај на епидемијата до 2030 година. На 20 декември Скопје ќе биде сведок на музички спектакл посветен на 25-та годишнина од уметничката кариера на еден од најголемите амбасадори на македонската култура во светот, маестро Симон Трпчевски. Ми е мило што ќе имам можност да настапам со оркестарот на Македонската опера и балет. Емоциите се секогаш многу така интензивни кога се свири дома. Одговорноста е исто така на големо ниво. Заради тоа што има нишка, се разбира, во народот каде што еден уметник доаѓа, што ќе ја подосети на начин кој што не може да се објасни со зборови никош. На овој концерт ќе се појави како гостин и концерт мајсторот на Македонската опера и балет, еден од најталентираните виолинисти на Македонија, Климент Тодоровски. Александар Видиновски ве очекува во продолжение во Само вистина. Пријатна вечер со Канал 5.